во студио имаме гостин кој што не е секој гостин, тоа не е секој гостин. Ова е Ана Петановска, секогаш апсолутно нашата драга Ана, која и во претходната најава ви кажавме дека веќе ги освојува и ви ги освои практично регионалните фестивали, меѓутоа се случи уште еден таков, односно Бисер Јадрана, да. Сега пречекуваме по Бисер Јадрана. Со што ни се враќа всушност од овој фестивал? Без награда никогаш Ана не се враќа. Да. Ана, добро утро. Награда за дует, добро утро, добро ни дојде и се надевам дека исто е чувството секогаш со радост те пречекуваме тука и сакаме да слушнеме што ново имаш да ни кажеш. Многу ми е драго, добро утро за сите оние кои што ја следат и емисијата, добро утро до вас. Јас сум многу среќна што повторно сум тука во студио, веќе сме уходани во. Да, одлично е, стварно еве така дочек од сега официјално. Следно ќе направиме еден џингл со ваши домаќини се, нели, Симона, Драги и Ана. Тоа е баш интересно, нака се мислам стварно тројцата онака. Можеме да ја да ни запееме, така да почнуваме емисијата. Па може џинглот ќе го адаптираме така. Какви се впечатоците, Ана? Искрено уште едно многу убаво искуство, уште една потврда дека музиката навистина ги спојува луѓето, повторно со екипата со која што и одевме од тука од Македонија и таму во Црна Гора. Имавме прекрасно дружење, многу убава соработка, многу убав елан некако за да се заврши работата, иако имавме многу кратко време тоа да се изреализира кое што го спремавме претходно, нели обично е така спремање и тие 3 минути. И после секако во некој делириум на леле пројде веќе готово. И такво и беше чувството, но имавме шанса така да споделиме некои искуства. На мое огромно задоволство и голема чест освоивме награда за најдобар фестивалски дует заедно со колешката Наташа и стварно го размислував и тоа дека стварно трета година поред се враќам со многу убаво признание. Првата година беше најдобра интерпретација. Втората година е првата награда на Златниот бисер на Јадранот и сега оваа година најдобар фестивалски дует. Само да кажеме дека станува збор за Наташа Михајловиќ од Дафралје групата. Така е, Наташа Михајловиќ, мојата многу драга колешка која што за многу кратко време ми стана многу блиска. Кој не е со тебе, Ана? Близок. Кој не може да стане близок? Значи треба нешто да не е во ред со човекот за да не го почувствува тоа што ти го имаш како енергија. Како беше да се дели сцената со Наташа и претходно во текот на подготовките? Наташа е многу интересна личност, има многу интересна енергија, некако многу така склопот беше многу интересен и некако уште веднаш имавме некоја синтеза и хемија на план и на работа и на приватен план, некако успеавме и мислам дека и не доближија некои приватни искуства кои што успеавме да си ги споделиме во текот на креирање на песната и на пласманот и таму директно. Така што прекрасно е, навистина она е една неверојатна жена со многу искуство, со многу правилен начин и насока, мислам барем јас така во моите очи ја доживувам, со правилен начин и правилна насока на искористување на тоа што до сега го има проживеано на план на музика и на приватен план и е многу така моќна, сестрана. Сме ги гледали, ја имате енергијата, значи невозможно е да не излезе нешто добро од сето тоа. Песната се вика Под ногама, под нозете, чија е песната? Песната, тимот кој што работеше на песната, аранжманот е на Стефан Петановски, продукцијата е исто, мислам на Стефан Петановски, копродукција на Григор Копров, композиторот е Григор Копров, текстот го пишуваше Душан Бачич од Србија, српски текстописец. Ние сме двете со вокалните мелодии и со импровизацијата, со вокалните линии. И практично тоа е склопот и допрва се планира и видеозапис официјален за самата песна, така да ја крунисаме. Ајде сега што е следно, кои се понудите, поканите што ги доби на фестивалот со оглед на тоа дека невозможно е тоа да не се случи. Што е следно сега? Да, посебно беше и годинава, наредно нешто што ќе се случува така на план на музиката, односно наискорешно во периодот од 20 до 23-4 август се планира едно одење до Шибеник во Хрватска на Шибенската шансона, каде што официјално ќе направиме една така скромна промоција на досегашниот материјал, потпишувајќи со Кроација Рекордс. Тоа е голем момент, така што честитаме пред се. Ви благодарам, сега ќе уште претходниот пат го кажав. Размислувам и претходното гостување некако
тоа и целта на доаѓањето, меѓутоа работа, само работа, настапи, нова музика, се подготвуваат многу нови нешта. Што прави Ана? Летово имаш ли време да одмориш, да здивнеш и како го создаваш тоа слободно време кое што очигледно го немаш? Фестивалите се на такви дестинации, така да веројатно користи пола-пола. Да, моето да речам на приватен план во моментов сум така доста растргната, бидејќи нормално и приватните обврски си го зимаат својот бран, меѓутоа пробувам да најдам време за себе, некако ова лето исполнето со многу предизвици кои што обавезно оставам простор да си имам така еден зен, спокоен момент со себе, си ги практикувам хобијата, си работам на својата музика. Пробувам да уживам во летото максимално, бидејќи е прекрасен период и престојниот период кој што го имам за одмор. Гледам некако да го склопам во целата оваа динамика, така што исполнето така со некои хобија кои што мене ми се лично многу драги, така. И гледам да биде нели и со добра исхрана, сон, нели нормално потребно со секој човек, а и пеач. Има настапи периодот во Скопје? Во Скопје, да, некако доста, да бидам искрена, намалив со јавниот тип на свирки и друг тип на некако настапи и проекти за сега, бидејќи така, едноставно динамиката беше малку too much, беше малку прегуста еден период и така, намалувањето е некако природен процес на одмарање на некако летово, меѓутоа до 1 август има Тука сме ние, не ти бегаме никаде за сите твои нови успеси да ги споделиме и да ги поддржиме. Ана Петановска, благодариме за издвоеното време утрова. Многу ви благодарам, прекрасни сте и голем поздрав до сите оние кои што ја следат програмата. Да се видиме и за Сараево, затоа што одиме веќе Хрватска, па Италија, па потоа ќе продолжиме нели во таа насока, многу ми се допаѓа, манифестирам. Ќе манифестираме, ние ти посакуваме Ана, одмара и убаво лето и да, посакуваме успеси кои што ги следиме со задоволство. Многу ви благодарам.